Владин приоритет и грижа е да воспоставиме одржлив развој во секоја област. Таа одржливост сакаме да се одрази во образованието, во зачувување на животната средина, во здравството, социјалата, економијата, буквално насекаде каде што сме сервис во служба на вас, граѓаните. Но за да можеме соодветно да ги планираме ресурсите во било која област, клучно е да знаеме какви се потребите на граѓаните. Тие се мерат преку попис кој ни дава прецизна и јасна слика за тоа колку и кои граѓани каде ни живеат, какво им е образованието, социјалната структура и други податоци. Спроведувањето на пописот носи низа бенефити за граѓаните, за државата. Би сакал да им порачам на сите граѓани дека целиот процес во услови на пандемија е целосно безбеден, зашто се подготвени специјални здравствени протоколи и обуки за попишување, за заштита на здравието на попишувачите, но и на попишаните, на граѓаните. Преку оваа статистичка операција, што кај нас конечно се спроведува после 19 години, ќе добиеме точни информации и податоци врз основа на кој ќе може да се направи база за каде и како правилно да се насочат финансиите, потребните ресурси и врз основа на тоа да се креират мерките за одржлив развој во здравството, образованието, социјалната заштита, животната средина, бизнис секторот и секаде каде што тоа е потребно. Токму со добиените податоци од пописот добиваме јасни насоки за да ги оствариме 17 цели за одржлив развој на кој како членка на Обединетите нации се обврзавме дека ќе ги оствариме до 2030 година. Овие 17 цели обединуваат три димензии: економска, а тоа се ефикасно располагање со економските ресурси, генерирање на раст и развој, животната средина, односно природните ресурси, заштитата и одржливо користење на природата, превенција и борба против загадувањето, како и социјалната димензија што подразбира солидарност, борба против сиромаштијата и социјалата. Овие три клучни димензии се поврзани со населението. Или конкретно 40% од индикаторите за целите за одржливиот развој се врзани со податоците што ќе произлезат од пописот на населението. Со пописот добиваме точни информации кои се потребите на граѓаните, каде се потребни нови градинки и училишта, каде е потребен стручен кадар за помош за лицата со попреченост, каде се потребни нови болници, ефикасни политики за инвестиции, за располагање со работната сила и други податоци важни за политиките за одржливиот развој. Државата се сака со поддршка на процеси кои значат развој и подобар живот за граѓаните. И тоа е патриотски чин. Патриотски е да си ги кажеш своите корени. А тоа го возможува пописот. Дејќи во графите за попис стои македонци, а добиваат можност да се попишат и албанците, турците, бошњаците, србите, ромите, власите. Придобивките од пописот се огромни и затоа е потребно обединување, а не бойкотирање на овој значаен процес. Секој што и мисли добро на татковината и што сака да имаме напредок во економијата, во образованието, во здравството, во животната средина, на патот кон европската иднина, треба да даде максимален придонес и поддршка во овој процес. Ова ќе биде заеднички успех и влог во нашата иднина.